За непосакуваните во странство нема државна функција дома. Црните листи на Соединетите Американски држави и на Европската унија ќе станат пречка да се седне во институционална фотелија. Владата со најава дека законски ќе забрани политичарите со санкции да може да бидат поставувани на важни државни функции. Доколку таквиот закон стане реалност, прв ќе мора да го примени струшкиот градоначалник Рами Смерко, бидејќи според тврдењата на вице-премиерката Славица Грковска, новото законско решение ќе важи и за тие што веќе им тече мандатот. Криминалците во Македонија се жилави за да го изиграат законот, а граѓаните губат доверба во институциите бидејќи правда нема подеднакво за сите. Вице-премиерката за добро владење најавува и нови правни решенија и за криминално стекнатиот имот во граѓанска постапка. Криминалците се жилави во изигрување на законот и на системот, и во тој поглед мора да работиме на минимизирање на просторот за маневри, кога станува збор за избегнување на одговорност и зачувување на криминално стекнатиот имот. Потребата лежи во разорните ефекти кои корупцијата ги има врз нашите животи, врз животот на нашите граѓани, кои оправдано се разочаруваат од слабите ефекти на антикорупцијската борба. Оттаму и негативната перцепција, оттаму е чувството дека правдата е селективна и дека не се сите еднакви пред законот. На 6 месеци пред избори и по очајниот извештај за Македонија на Европската комисија, Грковска најавува многу законски решенија и засега се останува само на најавување, но што сработи досега кабинетот за политики за добро владење. Опомени префрлање надлежност, изјави за јавност, но не и мерки за недолично и неморално однесување на вршители на јавни функции. Државното стана партиско, народните пари се арче како да се капитал на министрите и директорите, но за никој немаше казна за стореното. Врз основа на документацијата што ја добивме од Државната комисија за спречување на корупцијата, ние изрековме опомени. Ние како кабинет за жал не сме истражен орган и тука не би можеле да имаме надлежност. Скромните надлежности неретко беа оправдување за вице-премиерката Грковска. Последен во низата е случајот со државната лотарија, каде самовалието е до плафон, а големи се и сомнежите за криминал и корупција. Пред само неколку денови антикорупцијска побара и разрешување на првиот градежен инспектор Фатмир Арифи, кој освен што не пријавил имот, истиот го стекнал како нелегализиран. И Линденска не го разреши, а нема ниту одговорност за Арифи. Предходно помени имаше и за министрите од интегративците, кои ако добија помена од Грковска продолжија со старите навики за злоупотреба на државните ресурси, со службените коли да се развозуваат по партиски настани, а се играше фудбал и кошарка во министерските канцеларии направени од државни пари.